Почитувани, вечерашен гостин во емисијата Стаф е председателот на локална акцијска група АБЕР 2015, Дејан Георгиевски. Господин Георгиевски, добро вечер. Добро вечер, добре најдов. Еве, првин да ги запознаеме гледачите, нели, по широката јавност, што представуваат лаговите во европска смисла? Лаговите всушност значи локална акциона група. Локалните акциони групи во Европа представуваат една стандардизирана форма преку која се развива руралниот живот, односно стандардизирана форма за рурален развој. Инаку самата приказна за лаговите во Европа започна многу одамна, да кажеме, првите подготовки беа 90-тите години и е тесно поврзана со програмата Лидер на Европската унија. Лидер не лидер во буквална смисла на зборот, туку лидер како кратенка од првите зборови на една реченица која ќе се преведе од француски, значи одржување на врски помеѓу локалните чинители за развој. Кај нас оваа мерка уште не е имплементирана и во Европа представува пракса преку која што се развиваат руралните подречја. Започна некаде на почетокот на 2000-та година веќе да се имплементира и се имплементира претежно преку два огрануци. Едниот е преку локалните акцијски групи или лаговите, а друго е преку мрежите за рурален развој. Кај нас има мрежа за рурален развој, а лаговите се нели нови. Инаку огромни суми во Европа се одвојуваат за лаговите, односно за руралниот развој преку нивната програма за земјоделска поддршка на руралниот развој, значи зборуваме за милиарди евра до кои што пристап имаат само оние лагови кои што се регистрирани во Европската унија. Значи тука не спаѓаме ние се уште. Целокупниот развој, да кажеме, на Франција, на Германија е направен всушност со овие лагови. Во вистинското значење на лаговите се огледа преку нивната девиза дека развитокот на руралните средини мора да започне од самите нив. Значи најбитно за лаговите е што повеќе луѓе кои што живеат во руралните средини да бидат вклучени, директно да ги кажуваат нивните потреби и потоа преку тие канцеларии да може да се аплицираат преку проекти и подоцна да се искористат тие пари. Така што голем е интересот во Европа како за поддршка на локалните акцијски групи, така и за продолжување на оваа програма за рурален развој, односно Лидер програмата. А како се создадени лаговите во Македонија и конкретно ЛАК АБЕР 2015? Лаговите во Македонија беа создадени преку еден проект заеднички преку Швајцарската агенција за обнова и развој и преку USAID Македонија. Приказната започна некаде уште 2013 година. Меѓутоа, така да кажеме, се официализира 2015 година преку Small Business Expansion Project на USAID и тогаш беше создаден и ЛАК АБЕР 2015. Меѓутоа, уште при самото формирање на овие лагови, значи тие имаа строго утврдени критериуми на кои што мораше да се придржува секоја она група која што претендира да биде локална акцијска група. Значи, она што важи за лаговите во Европа мораше да биде имплементирано и во статутот и стратегијата на лаговите во Македонија пред тие да се официализираат. Така што тотално се испочитувани тие строги критериуми се со цел нас да не направат конкурентни во догледнина кога ќе бидат до нас пристапни овие европски фондови, да можеме паралелно да аплицираме со веќе разработените лагови. Инаку голема поддршка имавме и од лаговите од Словенија, значи се одржува разни обуки на наши представници таму и тие доаѓаат тука. Така што верувам дека еве постепено веќе го сваќаме европскиот начин на функционирање на овие лагови и верувам дека не сме далеку од нив, односно имаме капацитети на ист начин да ги имплементираме нивните програми, само што ги немаме истите средства со кои што тие располагаат. Инаку на почетокот беа создадени 13 лагови во Македонија и подоцна сите беа регистрирани во македонската мрежа, така што продолжи таа приказна која што започна, ето да кажеме, од Швајцарската агенција за обнова и развој и од USAID. Инаку тие имаат интерес како да ги формираат лаговите, така и да ги разработат, затоа што и тие имаат средства за рурален развој,
кои што може да се потрошат преку овие лагови. Значи, не само преку обични невладени организации, туку и преку лаговите. Конкретно нашиот лаг, а и останатите лагови за да бидат формирани треба да имат најмалку 2 општини во кои што ќе работат. И тие представуваат една форма на јавно и приватно партнерство и таа форма мора да биде испочитувана затоа што како норма е зададена во Европа. Значи како основачи на нашиот лаг покрај приватни лица се и општина Куманово со одлука на Совет, музејот од Куманово, од каде што и јас доаѓам, и други бизнисмени или фирми кои што исто така имат интерес за руралниот развој. Каков е третманот на лаговите во Македонија од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостојност? Па морам да кажам дека приказната мрдна од мртва точка. Значи ние официјално во Централен регистар бевме направени 2015 година. Целокупната работа ја заврши тогашната председателка Елизавета Цветковска, значи и сите што беа вклучени тогаш работеа максимално ентузијастички со верба дека сето тоа ќе почне многу побрзо да се имплементира. Најмногу зависи од таа лидер програма. Меѓутоа Македонија се уште далеку од стандардите кои што треба да ги има за да може да ја имплементира оваа програма и поради тоа се пролонгира и приказната за успешно функционирање на лаговите. Значи некаде од 2015 до 2018 година ние функциониравме како обична невладина организација, значи се јавувавме на конкурси каде што се јавуваат и други невладини организации, моравме да ги нашата стратегија која што е да кажеме прилично прецизно, концизно зацртана, моравме да ја прилагодуваме на тие повици за да можеме да се обдржиме, да останеме во живот. Меѓутоа, 2018 година веќе се создадоа поволни услови во Министерството за земјоделие. Повторно верувам под сугестии затоа што имаме ние контакти со швајцарската амбасада и со УСАИД, значи повторно со насочување со сугестии од овие две институции се притискаше лаговите да го добијат потребниот третман и тогаш започна приказната за официјализирање на лаговите, односно за правење на една официјална лаг листа во Македонија. 12 лага мислам дека ги исполнија условите и влегува во таа листа. Сега Министерството за земјоделие има идеја таа листа да ја прошири на уште повеќе лагови. Карактеристично за лаговите не само кај нас, туку и во цела Европа е тоа што нели тие се за рурален развој, меѓутоа најмалку, барем од оние проекти што ги гледам, најмалку се оди директно за подршка на земјоделието. Значи руралниот развој во Европа многу повеќе се гледа преку руралниот туризам, вложување во капацитетите во руралните подрачја, а многу помалку преку директни подршки како што ги прави на пример ИПАРТ програмата со набавка на машини или со модернизирање на веќе започнато производство и гледам дека горе-долу проектите на лаговите кои што се поднасат АС за исполнување на стратегијата одат во таа насока, односно многу повеќе се оди кон да кажеме тоа е рурален туризам, помош на луѓето кои што живеат во руралните средини, а помалку кон директна помош за земјоделието. Така е, невладината организација ЛАКАБЕР 2015 ќе работи на подобрување и заштита на туристичката инфраструктура на локалитетот Кокино во соработка со Националната установа музеј Куманово. Овој локалитет мислам дека целосно е истражен од археолозите, но досега многу малку се вложуваше во инфраструктурата. Што е она што ЛАКАБЕР во соработка со музејот ќе го работи следниот период? Да, точно. Сега ако земеме дека Кокино е откриено 2001 година, а сега е 2020 година, ако отидете на Кокино ќе видите дека многу малку е инвестирано таму во поглед на инфраструктурата. Значи постоја големи капитални проекти на владата преку која значи првин тоа и мора да претходи на едно уредување на локалитет. Првин целосно да се истражи локалитетот, да се заштити и дури потоа да се стави во туристички цели. Кај нас работата застане некаде кога требаше да се заштити и да се стави под за туристички цели, односно да се вложи во инфраструктурата. Постоеше една програма, односно акцијски план на владата, мислам дека 2015 беше направена некаде,
за целосно уредување на Кокино. И ја си имам гледано таа програма, значи навистина темелно фатено цело преку откуп на земјиштето, бидејќи земјиштето е главен проблем на Кокино. Долека е патот е приватно земјиште, а единственото на што е во посет на државата е заштитено од прва категорија и не може скоро ништо да се прави таму. Значи таму е предвидено откуп на земјиште, изградба на визитинг центар, изградба на паркинзи, изградба на мал музеј, на ресторани и ред други работи. Меѓутоа, за жал, ништо од тоа во овие 4 години не се реализираше и сега Кокино стои во една состојба на статус кво. Јас бидејќи сум преседател на ЛАКАБЕР, ама доаѓам како член на управниот одбор, односно така бев избран како представник од музеот од Куманово. Нормално дека ќе гледам колку можам да помогнам на Кокино и во консултации со директорот на музеј Куманово, со господин Богдан Таневски, се одлучивме да направиме проект за она што ни е најосновно таму. Значи, на Кокино први немаме контролиран пристап на луѓето кои што доаѓаат таму. Нема еден централен влез, може да се доаѓа од разни страни, може да се прават разни работи кога немате контрола на луѓето таму, вклучително и палење на огањ, уништување на културното и природното наследство, и тоа мораше да се реши некако. И затоа ние имаме поднесено проект за оградување на Кокино, што би чинело според наши пресметки некаде околу 3 до 4.000 евра да се постави ограда околу цело Кокино. Зборувам за оној дел кој што е во државна собственост, да се огради од деловите кои што се во приватна собственост и да се направи еден пристап преку кој што контролирано ќе се движат туристите таму. И друго што ни беше посточено од повеќе посетители, тоа е да се направи уште едно место за одмор кое што ќе има кров од озгора, затоа што има веќе две одмаралишта, меѓутоа тие не се покриени со кров. Ова е бил нормално кров во некоја варијанта да ги имитира локалните градби од природен материјал. Нема да биде градба, туку ќе биде урбана опрема, под такво име се води, значи само поставување на таква опрема, која што е многу потребна за луѓето кои што доаѓаат таму во случај на невреме или едноставно да се заштитат од сонцето и да се одморат на Кокино. Значи тоа е едниот проект кој што го направивме, оградување и поставување на таков видиковец. Втората работа е што повторно ЛАКАБЕР се јави на еден повик на француска амбасада. Конкретно овој беше за природното и културното наследство. Помал повик, меѓутоа и со малку средства може да се направи многу. Значи, ние веќе го немаме сајтот за Кокино, таблите се оштетени, патоказните табли исто се извадени, а тоа се веќе основни работи кои што мора да ги има некој туристичко место за да очекуваме дека ќе доаѓаат посетители, дека ќе се сноѓат, особено за странските посетители. Така што преку тој втор повик ние планираме, односно веќе правиме сајт со инструкции како да се стигне до Кокино, со инструкции како да се ангажира водич ако биде потребно такво нешто. Понатаму во тој проект ќе влезат и нови информативни табли кои што се потребни за Кокино и исто така патоказните табли, затоа што луѓето често се случува да го погрешат патот баш кај што треба да се сврти, таму се извадени таблите и тоа е една од најважните работи кои што мора да ги направиме за да доаѓаат луѓето таму. Неодамна заврши реализацијата на проектот насловен на патот на ЛАКАБЕР. Интересен наслов, но уште поинтересни се делата кои што беа создадени од нашите кумановски уметници. Кажете ни, која беше целта на овој проект и што е она, какви дела создадоа уметниците од Куманово? И тој проект пак се враќам на почеток кога реков дека ние мора нашата стратегија да ја прилагодуваме на повиците кои што излегуваат од разни места. Ние се јавивме на повик на швајцарската амбасада кој што беше повик за поддршка на уметниците. И најдум ние сменили организација за рурален развој, многу малку доперни точки можеме да имаме за такво нешто, меѓутоа заедно со координаторот на проектот Мирослав Величковски пробавме да направиме еден проект кој што ќе се вклопи во нивните критериуми, ќе исполнува и нашите стратегии. Проектот на патот е насловен така затоа што главната цел ни беше, а тоа ни беше предочено и од луѓето кои што доаѓаат да ги посетат главните туристички места, зборувам за местата од културно наследство како Свети Ѓорѓи во Старонагоричен или Кокино или Перинце. Тие ни сугерираат дека не само што е лош патот, да кажеме, до некои од тие места,
туку и природата каде што е убава, меѓутоа многу има ѓубре покрај патот, стари разрушени куќи, автобуски станици и слично. И тоа ни беше првичната идеја, затоа го насловивме на патот. Идејата ни беше да направиме уметнички инсталации или уметнички дела кои што ќе се наоѓаат покрај или на патот за овие места и ќе го разобувуваат, во исто време ќе го анимираат посетителот, значи целата околина ќе добие еден европски лик, ќе се види дека тука постои се уште култура, не дека постоела само пред 1000 или повеќе години. И во контекст на тоа и го осмисливме и проектот, значи главно ни беше да делата или укажуваат на природното и културното наследство во руралните средини или пак да бидат поставени таму. Направивме неколку дела. Првото дело кое што го поставивме беше во покрај црквата Свети Ѓорѓи, значи на плоштадот, со скулптурата Кавалџија. Идејата беше нешто налик на овие светски метрополи каде што секаде има скулптури кои што се интерактивни со луѓето и до кои што луѓето доаѓаат да се сликаат, да прават селфи. Значи истата идеја беше тука да се постави такво нешто за да може посетителите да освен во црквата Свети Ѓорѓи да завртат едно кругче, да дојдат во блиската продавница да потрошат некој динар таму и да видат дека постои уште нешто интересно во непосредната близина на оваа црква. И верувам дека успеавме од тоа, значи ми кажуваат луѓето дека се повеќе и повеќе странски туристи знаат за тоа дело, дека доаѓаат тука да се сликаат и дека се задоволни од она што го гледат, односно за нив тоа е своевидно изненадување во така, да кажеме, рурално место, да некој да размислува на тој начин и да постои нешто такво поставено таму. Понатаму имавме не директно во руралните средини, меѓутоа дела кои што асоцира на природното и културното наследство на Кумановскиот регион, кои што беа насликани на зид на една основна школа во Куманово и исто така барем на најмладите, меѓутоа верувам дека покрај тие реклами кои што ги направивме за самото дело, верувам дека и постарите добиваат дознаење за важноста на природното наследство кое што ги има Кумановскиот регион, конкретно за планината Козјак и можностите што таа ги нуди. Значи, вие ако земете дека и Берово е наиста надморска висина, односно Беровското езеро е горе-долу наиста надморска висина со Кокино, и кога ќе видите колку се е вложено таму и на кој начин функционира за туристите, а истите услови ги има ваму, ќе се запрашате зошто такво нешто не може да се стори кај нас. И верувам дека многу лесно може да дојдеме до таму со добри инвестиции и добра политика. За некои 10 години може да се постигнат тие критериуми. Понатаму имавме дела во кои што укажавме за потребата за заштита на градското зеленило. Исто така поставивме, значи главната цел ни беше да направиме интеракција помеѓу луѓето кои што имаат своји бизниси во руралните средини, на некој начин да им дадеме поддршка, со тоа што ќе направиме мали реклами на ставени на билборди со уметници, нормално уметнички концепирани билборди, на тој начин ќе ги поврземе овие што работат во руралните средини со уметниците од Куманово и се надеваме дека и понатаму ќе им продолжи таа соработка, односно дека ќе продуцираат на разновидни дела. Иако и сега тие користат услуги од нив, претежно за графички дизајн, за уредување внатре на интериерот, значи веќе беше воспоставена таа конекција, ама ете веруваме дека уште еден начин на помодерно размислување ова конекција која што ние ја воспоставивме со нив. Така што сум среќен што проектот на патот се реализираше од проста причина што нуди тоа е едногодишен проект и нормално сега веќе е завршен, меѓутоа покажавме дека со минимални средства може да се обезбеди место во централното градско подрачје каде ќе доаѓаат уметниците да творат, дека можете да ги групирате луѓето тука да се собираат, да разменуваат идеи и што е најважно сето тоа, тие да дадат нешто за околината во која што живеат. Значи, делото на Деви Стиговски весела станица, која што е поставена
на местото каде што се дели регионалниот пат према Србија, оно што доаѓа од Бугарија према Србија, односно пред местото Света Петка, е првиот контакт кој што го имаат туристите кои што доаѓаат од Бугарија за да го посетат Свети Ѓорѓи, црквата Свети Ѓорѓи и Кокино. Меѓутоа во исто време тоа дело е на некој начин и подарок од самиот автор за околината во која што тој живее, така како благодарна за она што ние сме му понудиле njemu, значи со тоа што му се обезбедени услови за творештво. И верувам дека ако се земе таа идеја која што беше присутна во овој проект и се институционализира главно преку органите на општина Куманово, значи зборам тука може и Домот на култура и Фондација за спорт и култура, значи со некои 5-6 илјади евра може да се обезбеди голем простор и основни материјали за работа на уметниците, а понатаму уметниците јас сум сигурен дека ќе бидат инвентивни, дека ќе му се одолжат награда за такво нешто. Една идеја ни беше да се продолжи во насока овој проект да се продолжи во насока да се организираат фестивал за улична уметност, значи конкретно преку директни комуникации со луѓето кои што имаат куќи или згради во центарот на градот, едно да се избери 1 до 20 уметници кои што би се јавиле на конкурс да можат да интервенираат таму, меѓутоа пак треба да имаме некој повик за такво нешто каде што би можеле да аплицираме, не мора и ние како Лакабер, значи било која невладина организација од Куманово може да го направи тоа и верувам дека постепено Куманово ќе го добие оној урбан лик за кој што сите зборуваат, а многу малку се прави затоа што навистина и многу ограничување има. Меѓутоа ете, со ентузијазам, со идеја, верувам дека многу лесно може да се постигне такво нешто. Во контекст на ова беше и моето прашање, постои ли интерес кај општините Куманово и Старо Нагоричане да го поддржат креативниот потенцијал на уметниците? Да. Вака, кај нас во Лакабер како основач и општина Липково и општина Куманова, Старо Нагоричане ни е член. Така што кај сите три општини постои, како да кажам, желба да се соработува со лагот. Кај некој повеќе, кај некој помалку. Меѓутоа таа желба постои и при реализирањето на овие дела со некои градоначалници имавме директни контакти, значи до толку беа заинтересирани нешто да се направи во нивната општина. На други места, каде што требаше да бараме дозволи од секторите надлежни за спроведување на некои акции, не добивме ни одговор. Мислам, разбирам дека имат многу работа, ама сакам да кажам дека не секогаш тие конекции се лесно остварливи за нас, а ние не баравме ништо за возврат. Мислам, нема никакви обврски кои нас. Ние сакавме да дадеме и на градот и на околината. Така да одговорот на тоа прашање е прилично дискутабилен, затоа што пак ќе речем зависи од волјата и визионерството кое што го имаат градоначалниците, а често не зависи ни од нив, туку од волјата и визионерството на раководителите на сектори кои што работат таму, затоа што не секој сме оделе кај градоначалниците. Меѓутоа, верувам дека како пример овој наш проект ќе биде позитивен и дека на некој начин не мора како замислен како целина, меѓутоа на некој начин малку по малку секоја институција или невладина која што ќе си најде интерес да направи дел од овој проект да може да го имплементира, мислам дека нема да застанеме тука, туку дека овој проект ќе послужи како пример за понатамошни проекти и начинот на кој што тие можат да функционираат. Според вас, вложува ли, инвестира ли доволно државата во културата, во заштитата на културното наследство во Куманово, но секако од друга страна и општина Куманово? Ако ме прашате... Треба ли повеќе? Да. Јас секогаш ќе кажам дека за културата никогаш не е доволно. Па ние генерално го имаме проблемот со инвестициите во културата затоа што кај нас наедно се ставени и култура и културно наследство. А во повеќето европски земји културното наследство се одделува од културата и постојат
различни фондови и не секогаш Министерството за култура управува и со културното наследство. Значи постојат примери, позитивни примери во Европа, каде што културното наследство е дадено на Министерството за економија, затоа што со него треба да се менаџира. Нормално дека треба да се заштити, меѓутоа откако ќе се заштити, со него треба да се менаџира. Така да секогаш постои некоја, како да кажам, средина во преку која што никогаш не се надминува, зборувам за инвестициите. Значи, од прилика секоја година се знае колку ќе се дава за културата. Тие пари одат нели преку музејот Куманово, преку Дом на културата, театарот и постојат и повици на Министерството за култура кои што се однесуваат за самостојните уметници и за невладините организации. Меѓутоа секогаш е од прилика знаеме колку ќе добиеме пари и никако да се оди на мала селекција. Значи, конкретно преку овие државни повици, да кажем, најмногу кои што се однесуваат за невладините организации, имаше најави дека ќе бидат редуцирани, дека ќе бидат многу построги критериуми, гледаме дека не се случува така. Гледаме дека многу други, како да кажем, врски играат улога при добивањето на потребни средства за реализација на еден проект и се оди на тоа квантитативно да биде голема бројката. Значи, да се излезе и да се каже ова година поддржавме 3000 проекти наместо 30. А не се гледа тоа дека тие 30 што би биле најиздржани можеби ќе донесат многу повеќе од колку овие што се поддржани. Тој проблем е стар, ама најголемиот проблем е што никој не гледа дека треба да се реши тоа. Значи, пак ќе речам, никогаш доволно пари за културата, меѓутоа не се размислува како да се потрошат, односно не постојат воспоставени критериуми при самото аплицирање, односно при излегувањето на конкурсите. И некои листи кои што се за бодирање се навистина смешни, гледаме дека не се почитуваат, така да во тој поглед мислам дека треба да се направи многу пред се од луѓето кои што одлучуваат. Инаку локалната акцијска група АВЕР 2015 има и аплицира за проекти од областа на културата, меѓутоа ретко кога се јавуваме на огласи на државните огласи, затоа што имаме лошо искуство од нив. Така, ЛАК АВЕР 2015 покрај останатите проекти го реализираше и проектот насловен Враќање дома. Кажете ни за каква изложба стануваше збор и за која публика беше наменета? Интересно и во овој случај. Да, проектот Враќање дома беше еден проект кој што беше замислен да се реализира во рурална средина, која што е од интерес на нашата стратегија, и да ја донесеме културата во руралната средина. Значи, насловот Враќање дома беше даден затоа што целокупното, или не целокупното, ама 90% од културната наследство кое што го има Кумановскиот регион е од селата, не е од град Куманово. А сега селата се многу сиромашни во поглед на културата и културната понуда. Значи нема ништо таму. Освен некој фестивал, да кажеме, преку лето да дојде некој, така мислам, основни елементарни услови од културата нема. И ова беше една идеја да се дисперзира таа култура од големите галерии и од културните центри и да се донесе во селото. И јас бев уплашен како ќе се одвива проектот, затоа што сум го немал тоа искуство. И мислев дека ќе добиам некои разочарувачки резултати, ама ефектот беше многу убав. Значи, сите што бевме таму, бевме изненадени од одзивот на локалните жители, кои што дојдоа да ја видат реализацијата на таа изложба. Значи, изложбата беше замислена повторно во координација со Националната установа музеј Куманово, да се направи во меморијалниот центар во Пелинце и беше направена по критериуми кои што задоволуваат едно галериско изложување. Нормално, ја бидејќи сум археолог, кустос од Кумановскиот музеј задолжен за галеријата беше ангажиран да ја направи изложбата и дојдоа доста луѓе, дојдоа и доста стари луѓе кои за прв пат во животот доаѓаат да видат изложба.
дојдоа млади луѓе, значи дечиња кои што исто така беа воодушевени од сликите. Тука се случуваше нешто чудно, значи ако дојдете на изложба во Куманово, ќе видите дека многу малку ги гледаат сликите. Повеќето луѓе доаѓаат тука да се видат едни со други. Додека овamo пак веројатно бидејќи се ретки ваквите изложби, односно ги нема, сите беа завртени према сликите и тоа им беше обсесијата за таа вечер, да видат на кој начин се може да се твори, а дури подоцна дојде дружењето. Така да навистина едно изненадувачко искуство и не ми е тоа потесна специјална за да се насочам таму, ама верувам дека и порано имало вакви идеи кои што не идува на одсмев. Меѓутоа, ова покажа дека не треба да бидеме така скептични, односно дека треба и во културата, во поглед на културниот развој на овие рурални општини многу да се инвестира. Пак ќе кажам, тоа се символични средства со кои што може да се направи многу, особено ако пред тоа не е направено ништо. Кои се идните планови на ЛАКАВЕР? Па како што реков, ние зависиме претежно од Министерството за земјоделието, односно од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Значи за ова година на ланскиот конкурс од 2019 сега имаме рок во 2020 да реализираме два проекти. Едниот е овој кој што го споменав за оградување на кокини постигување на Видиговец, друг е за набавка на пософистицирана опрема, односно на машина атомизер за потребите на земјоделците кои што се наши членови. Двата се финансирани од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Веројатно ќе има уште еден повик за оваа година кој што ќе биде наменет за лаговите и на кој што се надевам дека овој пат и поорганизиран ќе биде и ние ќе имаме повеќе време да избереме квалитетни проекти, да ги срочиме убаво и да можеме да ги имплементираме истата година. Затоа што ако се надевате на реализација на проект во тековната година, ви одобрат средства дури за следната година, тоа е веќе проблем, како и затоа што таму се со кофинансирање проектите, значи проблем е и за вас и за тие што треба да обезбедат кофинансирање, меѓутоа секој дека ќе бидеме будники и следиме и останатите активности. Јас знам дека еден член од нашиот управен одбор беше, односно е ангажиран во уредување на Бислимската клисура преку проект од Североисточниот плански регион и тој е многу убаво замислен и се надевам дека се ќе се изреализира како што предвиделе. А музеот од Куманово па за ова година, како што рече вчера директорот, имаат предвидено истражување, археолошки истражување на еден локалитет од Бислимската клисура и тука мислам дека се создаваат поволни можности да може ЛАКАВЕР да учествува поактивно во развојот, да кажеме, на таа рурална средина која што нуди многу капацитети, а за жал не само што не се искористени, туку се уништуваат. Свесно или несвесно, еколошки или пак преку уништување на културната наследство, меѓутоа се уништуваат. Така што сега за сега ни се тие сигурни работи кои што ќе ги правиме. Како што реков, се надеваме дека во тековната година ќе може да се еме на други повици и да добиеме некој проект за нас. Како може да се потикне руралниот развој во поширокиот Кумановски регион? Од тоа искуство, бидејќи јас како вработам во музеот во Куманово, многу често одам на теренска работа во кумановските села и отпреди знам и менталитетот и на луѓето и составот на тие села. И сега со ова искуство кое што го имам, да кажеме, со културниот туризам пред се, можем да кажем дека многу тешко може да се направи нешто во поглед на развој на руралниот развој. Затоа што постојат навистина сериозни пречки. Едниот е демографски, значи ние имаме празни села. Понатаму и во тие села кај што живеат луѓе претежно е старо население. И каде што е старо население и да има младо население, претежно е неедуцирано, барем во поглед на земјоделието, значи да не зборуваме за културниот туризам, меѓутоа не е едуцирано и во поглед на земјоделието. И тоа се огромни проблеми кои што многу тешко може да се решат. Значи вие може да донесете закони какви сакате европски, може да донесете проекти, односно пари за реализација на проекти, ама ако нема кој да ги имплементира на терен, многу тешко може да
направи нешто и понатаму постојат и тие природни проблеми. Значи, иако ние традиционално се сметаме за земјоделска земја, климата кај нас не е баш непогодна за развој на земјоделието, односно многу зависиме од климата и многу малку се вложува во тие софистицирани опреми кои што ќе ја одменат климата, односно кои што ќе им помогнат на земјоделците не секогаш да зависат толку од климата. Верувам дека постоеше и една замисла за реализација на еден владин проект, беше тоа доколку младите луѓе се мотивираат да се враќаат или за прв пат да се населат во руралните средини и при тоа се работи на преку проекти на нивна едукација и на обезбедување на добри услови за, односно не основни, туку нормални услови за живот, затоа што нема нормални услови за живот во овие села. Верувам дека тогаш можеме да размислуваме Македонија да почне да се приближува на оне степен на рурален развој кој што го имаат, да кажеме, Франција или Германија. Меѓутоа, сега дека ги немаме овие компоненти, а тоа се млади, едуцирани луѓе кои што ќе сакаат да работат во село, ние ќе имаме проблем при реализацијата на европските идеи, на европските проекти во руралните средини. Работите како археолог 15 на години. Со какви се предизвици се соочивте изминативе години? Имавте безброј, да не го користам терминот, имавте многу истражувања, ископувања, научни конференции и конгреси. Што е она што го одбележува вашиот работен век како археолог? Па јас се сметам себе си за среќен човек затоа што ја работам она работа која што ја сакам. Значи не е многу исплатлива, тоа сите го знаеме, ама барем секој ден одбоди со насмевка на работа и се враќа со насмевка и уживам во тоа што го работам. Археологијата во Македонија, не само Куманово, значи да кажеме во Македонија, многу заостанува не од европските критериуми, него се зборувам од балканските критериуми. Значи многу сме назад, поготово во имплементацијата на новите методи на истражување, конкретно да кажеме дигиталните методи на истражување и тука мора да се направи многу. Значи ние работиме на ист начин како што е работено да кажеме 70-тите, 80-тите години во светот, ама сега се тие многу понапред. И често правам компромиси со археологијата во смисла тоа ни беше наметнато и од Министерството за културата, меѓутоа гледам и дека не е лошо како идеја. Инвестициите во археологијата често да имаат допирни точки со културниот туризам. Значи да се инвестира на локалитети кои што не само што научно може да понудат нешто, туку може да направат и економски, да кажеме, да има економски придобивки од нив. Кај нас во Куманово постојат неколку такви локалитети и на тие вреди да се обрне внимание. Значи, првин е Кокино, кој што работи само од себе. Значи, таму не ви треба да го разработувате, луѓето си доаѓаат. Едноставно си доаѓаат, тоа претежно странци доаѓаат. Понатаму, во поглед на добрата инфраструктура, пристапност до патиштата, тука и локалитетот Костоперска карпа, за кој што треба огромни средства за да се работи, затоа што е комплексен локалитет, не е еднослоен. Тука има повеќе нивоа за истражување, повеќе слоеви и тоа бара многу пари, меѓутоа ќе даде многу резултати. Локалитетот Црквиште во село Клечовце, кој што исто така го работам, исто така тоа е една крајпатна римска станица, значи не е некој град, меѓутоа базиликата која што ја откри Звонимир Николовски, која што ние истражувавме, даде некои зачудувачки резултати во поглед на незината старост и околните објекти кои што ја придржуваат. И исто така може многу да понуди, затоа што и се наоѓа на еден регионален пат, значи кој ходи према Бугарија, и во незина близина има 2 ресторана. Веќе разработени, значи Фрателис, односно Визијана и Етно село. И тоа е веќе проток на луѓе кои што може да доаѓаат тука и да ја посетуваат оваа базилика. Локалитетот Градиште во село Младо на Горичане, кое што започнавме да го работиме под раководство на професор доктор Маријан Јованов од филозофскиот факултет, исто така може да понуди многу. До него пристапот не е баш
најдобар, меѓутоа малку треба интервенција, значи краток е патот кој што треба да се направи, а е интересен затоа што понуди некои наоди на кои што не ни претпоставувавме дека може да се најдат тука. Значи ние тука имаме ѕидови, малтерни ѕидови со одбоен малтер кои што се многу слични со ѕидовите кои што се наоѓаат во престолнината на македонските, новата престолнина на македонски кралеви во Пела, во Егејска Македонија. Многу наоди доаѓаат од таму и најверојатно тука била и македонската војска во оние битки со дарданците за да смират оваа територија. Меѓутоа, како и да е, која и да е мотивацијата за нивното присуство тука, сепак ја имаме таа античка македонска култура на наше тло и тоа верувам дека ќе биде многу интересно за луѓето кои што доаѓаат тука. Ние во музејот во Куманово веќе ги изложивме наодите и они увезени и домашното производство и ексклузивните наоди, тоа се неколку јонски капители од столбови и бази од столбови, кои што за прв пат се наоѓаат цели на територијата на Македонија, нема на друго место, мислам зборувам на територија на денешна Македонија, а многу се слични со оние кои што ги има доле во Егејска Македонија. Значи, има што да понуди тој локалитет, многу малку е истражен и верувам дека ќе даде уште. Инаку за ова година, значи, беше најавена и програмата на Националната установа музеј Куманово, ќе се работи уште еден локалитет кој што како некое скриено богатство го чуваме во Кумановскиот регион, во Бислимската клисура. Оние што се трагачи по злато добро го знаат, меѓутоа за среќа немаат направено голема штета таму, пред се бидејќи е тешко пристапен и за нас ќе биде проблем да работиме таму, а тој локалитетот градиште во село Пчиња во Бислимската клисура, некаде на средината на Бислимската клисура се наоѓа, каде што се наоѓа најдобро сочуваниот ѕид од доста античкото време, значи во должина и во висина преку 2 метри на некои места, значи тоа е цела тврдина која што треба да се истражи и во склоп на овие напори кои што се прават за ревитализација и уредување на Бислимската клисура преку североисточниот плански регион и преку другите финансиери, верувам дека и оваа наша работа ќе даде свој собствен придонес во поглед на анимирањето на луѓето кои што доаѓаат тука во Бислимската клисура. Ви благодарам на гостувањето и ви посакувам уште многу успешни проекти со Ла Кабре 2015, но секако и како археолог во Националната установа музеј Куманово. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Со следниот гост се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.